Остај ме, не ме интересира. Ке доваѓат ли, нели доваѓат. Зашо? Така, оти не ги сака, многу се чепатат. Горе живеат у гаражи, у срушени куки, тука доваѓат, продават чушки со куки, со станови, со коли, со се. Со полни трпези, отворени врати и широки насмевки, многу семејства во Македонија се подготвуваат да ги пречекаат своите најблиски кои летово се враќаат од странство. За голем број селеници летните месеци се можност повторно да се соберат со роднините и пријателите и да поминат време во родниот крај. Граѓаните велат дека најважно е повторно да се биде заедно, без разлика дали средбите ќе бидат на домашна трпеза, во дворот или со заедничко дружење. Дел од нив истакнуваа дека животот во странство носи подобра заработка, но и многу работа и откажувања. Па затоа секое доаѓање дома има посебна вредност. Остај ме, не ме интересира. Ке доваѓат ли, нели доваѓат. Зашо? Така, оти не ги сака, многу се чепатат. Горе живеат у гаражи, у срушени куки, тука доваѓат, продават чушки со куки, со станови, со коли, со се. Него прикажуваат оно правото горе како живеат и работат од оно што е стварното. Да не бијам како Господ да се го фанале. Па така е, ние кога ни дојдат на гости гастарбајтерите, се живо и душата ќе ја извадеме надвор. Кај никој отидеш, има некој ќе те пречека, некој ќе те исцеде. На тебе ќе ти даде чаша пиво, него цело шише ќе стави. Беше некаде околу 15 години надвор од државата, пошто тука нема екзистенција, мораше. Така да надвор од државата сега свој нема, ама сепак тука некако се снаоѓаме. Па не баш добро, али еве некако се, како што реков, се снаоѓаме, некако преживуваме. Али за младите е нешто многу лошо. Секој на свој начин, али Штип е, така речено, гостопримлив град и ги прима и ги одведе некаде или на страна, или тука имаме доста добри ресторанти, кафани и така да. Па сега ќе ви кажам како, еве мојот случај е тај што беше надворот од 2001 година до, така речено, до вчера. И децата ми се тука, само јас беше надвор од државата, некако не можеше да се издржа и јас се вратив. И додека едни говорат дека животот на страна не е сјаен и дека и самите живееле во странство долги години, други велат дека најмилите ги пречекуваат со широка насмевка, топла прегратка и гласна музика. Немаме пријатели, имаме. Па поседеме, посвиреме малце, запееме, јас на гитара свирам. Они дојдат, па дај ми цедење бој, па таму ме слушат, вика, уживаме со твоите песни. Уживаме таму, вика. Германија, таму многу работа, вика, батемона, нема како тука. Има време тука и да одмораме, и да запееме, и да поседеме малце, да поставиме нешто. Таму, вика, нема, цел ден си на работа, вика. И така си, тешко е. Па мислам, они кога дојдат, срекни си, ја сега би од Австралија ќе дојдат, врчете ден, и да се видиме, да поседеме, тука ми е наубаво, вика, доам. И би на мене меќав, нормално. Врчеди не се видиме 2-3 години, па упаднат доат и видиме се. Ќе ја пречекам дома. Дека ја не доваѓам на такви работи. Дека ќе дојдам да ги пречекувам тука странците. Тоа кој можат младите. Среќни сме. Полно ли ви срцето? Да. Иако многумина одамна го изградиле својот живот далеку од татковината, родниот прак останува местото каде секогаш се враќаат со посебни емоции. А токму тие неколку летни денови исполнети со семејни средби, спомени и заеднички мигови се доволни повторно да ја разгорат надежта дека домот никогаш не се заборава.